Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојде во Франкфурт. Како што знаете, секоја втора есен се одржува меѓународната автомобилска изложба, која е една од најголемите во светот. Но сепак популарноста на автомобилските саеми опаѓа, па така првата фрустрација околу Франкфурт ја доживуваме веднаш при пристигањето, кога дознаваме дека минус 20 автомобилски марки ќе бидат отсутни од списокот на изложувачи. Целиот терет падна на германските производители кои несебично се потрудија на својата домашна изложба да ги прикажат своите новитети. Нив ќе ви ги прикажеме во следните 30 на минути, а исто така сакам срдечно да ве поздравам во новата 24-та сезона на нашата емисија. Затоа, опуштете се, уживајте, нашата камера ќе ви ги пренесе најновите хитови за автомобилската мода есен 2019, пролет 2020 година. Уживајте! Франкфуртскиот мотор шоу е во дворот на Опел. Само 30 километри е оддалечена фабриката од Франкфуртскиот мотор шоу, а на него премиера има новата Корса. Гледачите на Автомагазин веќе знаат за што станува збор, бидејќи ве запознавме уште од возењето на предпродукцијските модели. Но Корса ќе ја тестираме и во ноември, кога ќе старта официјално на пазарот. Но една од најинтересните новитети на штадот на Опел е електричната Корса. Таа е потполно електрична, има нови батерии од 30 киловат часови и има автономија поголема од 400 километри. Опел предложи да има повеќе типови наполначи, па ги има дури 3. Таа се полни на конвенционалното место каде што би требало да влегува пиштолот за бензин, но тука со брзите полњачи има 3 алтернативи. Во домашни услови да се полни Корса со стандардниот пакет со кој доаѓа, потоа има и брз полнач, но има и конвенционален полнач кој е нешто побрз од класичните. Електрификацијата на Опел не завршува тука. На овој штанд се представени и електричната Астра во рели издание кое го најавува новото влегување на Опел во спортот, овој пат со мотор на струја и хибридниот Грандленд X кој има погон на сите тркала. BMW во Франкфурт се покажа во добро светло, иако штандот е скоро 10 пати помал во однос на претходната автомобилска смотра. Вистински новитет е BMW i8, но тој има вистински проблеми со продажбата. Но X6 се продава како луд. Видете ја новата маска која ги има реинтерпретирано бубрезите кои се типични за BMW. X6 ја задржа оваа купеовска форма на каросеријата, но една студија ни кажува многу за иднината на BMW. Тоа е студијата за моделот 4, односно серијата 4 со во купе изведба. Исто таму бубрезите се многу зголемени и имаат поатрактивна форма. Студијата iNext ни покажува како ќе изгледа предницата на BMW. Погледнете ја само интерпретацијата, а сината боја ни кажува дека овие модели, ознаката iNext, ќе се однесува на моделите кои ќе бидат електрифицирани. Не велам дека ќе бидат потполно електрични во следните 10 години, но BMW размислува и на воведување на хидрогенскиот погон,
токму во спортско корисните возила. По патот на електрификацијата тргна и Мини. Британците тврдат дека Купер SE, како што му е ознаката, е комбинација на прифатлива автономија за градски автомобили и очекувани за оваа марка перформанси. Ја додаваат и агресивната цена која изразена во фунти изнесува 28.000. На пазарот ќе стигне до година. По години најавување и стравување како јавноста ќе ја прифати новата генерација на иконата Defender, во Франкфурт е закажана премиерата. Прво ќе биде големата верзија, наречена 110. Defender сега не е само работен конј, туку станува и конј за парада, бидејќи во внатрешноста ги има технологиите типични за британската марка, односно за премиум изведбата. Еве погледнете, внатре доминираат два дисплеја кои ги оцртуваат сите можни параметри на автомобилот, но и на типичните кластер инструменти. Но дека Land Rover Defender ќе биде работен конј, покажуваат и овие додатоци. Имате дури и скали за да се искачите на покривот на автомобилот, односно на каросеријата, каде што може да се сместат дури предмети тешки околу 170 килограми. Задниот дел е маркантен и прогресивно дизајниран и го кажува и најавува и потврдува наследството кое го има. Интересно остварување е и оваа кутија овде, која е предвидена за дополнителен товар. Defender ќе дојде на пазарот негде во средината на месец март, каде ќе се продава по цена почетна од 53.000 евра па се до 80.000 евра во зависност од изведбата. А токму кога ќе биде лансирана изведбата 110, ќе се примаат нарачки и за кратката изведба наречена 90, која има 3 врати. Автомагазин ќе го тестира Land Rover Defender, но тоа ќе биде во текот на првите 3 месеци од идната година. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Би сакал да ви се представам себе си во неколку зборови. Би рекол елегантен, единствен секако, секогаш самоуверен. Како мојот автомобил, новиот Kia Proceed, храбар потек. Некои сакаат тишина. Некои сакаат забава. Некои сакаат префинетост. Не. А некој комфорт.
Некои сакаат практичност и се да им е при рака. Но сите сакаат хибрид и сите сакаат Корола. Новата Корола Седан од 16.990 евра. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Hyundai и Kia го есапат Франкфурт како домашна територија, бидејќи веднаш до саемот ги имаат своите канцеларии. Вистинска премиера е моделот i10, најмалиот во портфолиото на Hyundai, но многу популарен во Западна Европа. Кај нас овој модел исто како да не постои, но можеби ќе се сменат работите. Заедно со класичната, односно со мејнстрим изведбата, промовирана е и спортската N изведба, која Hyundai почнува да ја негува скоро во целата гама. Ќе ја познаете со црвената i10 ознака, а осем козметичките подобрувања, направени се и засилувања на моторот, кои ќе треба да емитуваат подобри перформанси на улиците. Hyundai има амбиција со останатите модели да линијата N ја прошири и да стане пандан на, да кажеме, Volkswageновата GTI изведба. Во Франкфурт најголем штанд има групацијата Volkswagen, или да се коригирам, цела хала е за нив. Почнуваме со Audi, како прв од азбучниот ред. Една од многуте новитети е кабрио изведбата на серијата 5, и тоа со нови освежени мотори, кои се далеку по-еколошки. Ако почнеме да ги набројуваме сите новитети кои ги има Audi, ќе изгубиме многу време. Но, она што го гледаме тука е дека Audi влегува на голема врата во електрификацијата. Покрај хибридите, тие најавуваат дури 6 модели кои ќе ги задвижува струјата напоена од батериите. Инаку, треба да се обрне внимание на интересните студии, а за нив следува рапортот токму сега. Електричен, автономен и фантастичен. Така најкратко и најверно би се опишал Audi All-Trail Quattro, концепт кој изгледа како да е направен за колонизирање на Марс. Неговата задача сепак е да ги прикаже напредните идеи и способноста на дизајнерите. Во основа е некоја чудна комбинација на теренец со футуристички линии и супериорни можности за совладување секакви препреки. За тоа ќе се грижат 4 електромотори распоредени на секое тркало по еден, со вкупно 435 конски сили. Audi не објави премногу технички детали за него, но истакна дека автономијата му изнесува помеѓу 400 и 500 километри при возење на асфалт и половина од тоа на терен. Карактеристика му е тоа што нема класични светла, а таа улога ја преземаат дроновите сместени на покривот. Тие кога треба летнуваат пред возилото и го осветлуваат патот. Опремени се со камери и на возачот му праќаат слика од теренот што го очекува. Што и кога ќе се испили од овој концепт во сериска форма, навистина е тешко да се каже. Новост на штандот на Audi беше и RS7, кој никого не го остави рамнодушен, како според изгледот, така и со 4-литарскиот твин турбо V8 мотор. Неговите 600 конски сили јаволски ќе го забрзуваат до 100 за 3,6 секунди и ќе го дотераат до максимални 305 км на час. Плюс на тоа е и еколошки настроен со помош на хибридниот систем од 48 волти и деактивизација на цилиндрите.
Volkswagen покажува дека е како мачка. Не само што има 7 животи, а нема начнато ниту вториот, туку и дека кога паѓа, секогаш паѓа на нозе. Само неколку години не двоја од Дизелгейт аферата во Соединетите Американски држави и Volkswagen повторно се враќа на голема сцена. Не само што ги надмина проблемите со дизел аферата, туку и представи дури 7 визии за електрични автомобили. Тие се веднаш зад мене и ги има од сите типови, од баги, комбе, спортско корисно возило, исто така и спортско возило. Но реалноста ни кажува дека моделот ID3 во 3 изведби е веќе присутен и реалност на пазарот. Со субвенции во Германија би требало да чини основната верзија некаде околу 30.000 евра, поскапата и нешто повеќе. Но работата е во следно. ID3 е сериозен автомобил со сериозна автономија и тој ќе може да се набави пред се во земјите на Западна Европа, но интенцијата на Volkswagen во следните 5 години е да го направи производството 5 пати поголемо што се однесува на електричните возила и да го преплави светот исто онака како што го направи пред 20 години со своите класични модели. Со зголемувањето на 5-кратно на производите со електричен погон, Volkswagen сака да ги повлече и своите членови на концернот. Еден од нив е Seat, кој во Франкфурт се представи со студијата Elborn. Самото име кажува дека е роден нов електричен модел. Тој е интересен за сите и најавува дека ќе биде дел од електрификацијата на концернот, но и дека ќе има атрактивен изглед. А кога се зборува за емотивните и спортските модели, не може кога сме кај Seat да ја прескокнеме новородената премиум марка Cupra. Ова зад мене е Tavascan, ново спортско корисно возило кое сами гледате дека доста атрактивно изгледа. А се сомневам дека доколку овој модел во оваа форма го здогледа светлото на денот, било кој купувач ќе остане рамнодушен. Напротив, верувам дека многумина би се одлучиле за него. Најмалиот автомобил од портфолиото на чешката Шкода е Citigo и тој е сега потполно електрифициран. За оние кои ги сакаат се уште конвенционалните автомобили, вистинска премиера е Superb во караванска изведба. Оваа лимузина ужива огромна популарност и доверба кај купувачите, особено оваа караванската. На пресконференцијата која држеше чешкиот дел од групацијата Volkswagen, беше најавено дека до 2025 година сите модели на куќата ќе бидат електрифицирани, па и Superb. Но до тогаш Superb ќе се продава со конвенционални мотори со погон на предната оска или на сите 4 тркала. Во концернот Volkswagen најголема и најбрза трансформација доживува токму најспортскиот Porsche. Ова е Porsche Taycan. Тој доживеа светска премиера во 3 светски големи градови симултано и тоа едно 10 дена пред Франкфуртскиот мотор шоу. Бескомпромисниот изглед на вистинско Porsche е подкрепен со чисто електричен погон. Не само дека станува збор за извонредни перформанси од кои ги очекуваме од Porsche, туку станува збор и за извонредно еколошки перформанси. На струја овој Porsche може да помине повеќе од 450 километри, а ја содржи сета технологија која е
најнапредна за концернот Volkswagen. За цените нема да зборуваме, бидејќи ова е повеќе од необичен модел, пред се затоа што го трансформира Порше од спортски автомобил на бензин во спортски автомобил на струја. Не издржа срцето јуначко и Ламборгини потклекна на трендовите. Марката со исклучок на теренскиот Урус досега одолеа на турботехнологиите, но не можеше да се спротистави на хибридите. Нивни пионерски носител ќе биде Сијан, кој воедно е најсилниот модел досега. Премиерата ја имаше токму во Франкфурт, каде јавноста можеше да види колку се разликува од Авентадор, на чија платформа е базиран. Сепак, треба да се напомене дека се работи само за благ хибрид со 48 волтен систем. Тој атмосферскиот 6,5 литарски V12 го комбинира со електромотор сместен во менувачот со 2,34 коњски сили. Со негова помош, Сијан располага со вкупно 820 коњи, пред се задолжени за подобрување на перформансите. Битно е и дека малиот електромотор се ангажира при ниски брзини, што значи дека возењето наназад и паркирањето ќе биде само на струја. Уште побитно е тоа што целиот систем за нејзино складирање не користи батерии, туку суперкондензатори кои се 3 пати помотни и полесни. Сето тоа на крај резултира со спринт до 100 за помалку од 2,8 секунди и максимална брзина од над 350 км на час. Планирано е да се направат точно 63 примероци од Сијан. Јасно, сите до еден веќе се продадени. Цената официјално не е објавена, но ние дознавме дека изнесува 3,3 милиони евра. Децении наназад Мерцедес важи за еден од стожерите на салонот на автомобилите во Франкфурт. Годинава излезе со преполовени сили, но сепак се представи со моќно издание. Главниот акцент беше на луксузната лимузина Vision EQS, со која праќа порака како ќе настапува во иднината. Дизајнот е исклучителен и скоро сигурни сме дека за некоја година ќе го видиме во новата генерација на S-класата. Ќе видиме и други работи, бидејќи овој концепт е исполнет со футуристичка технологија која импресионира. Така, предните светла се дигитални со по 2 холографски леки, а инструмент таблата е целосно интегрирана во внатрешноста. Се одликува со сериозни автономни способности, а поганот секако е електричен. Свртувањето кон струјата Мерцедес го означи и со концептот на големиот моноволуменец EQV, како и најавата дека Смарт во иднина ќе произведува само електрични возила. Беа присутни и повеќе хибриди и AMG верзии на постоечките модели. Моделот со 3 букви NSX има статус на икона во Honda, бидејќи има ултраспортски перформанси, а се продава по прифатлива цена. Но вистинската новост на глобално ниво е електричната Honda, наречена едноставно Honda Electric. Таа има сосема необичен дизајн, но има и необични перформанси. На 3,9 метри должина, 1,78 метри широчина и 1,5 метар височина, ставени се батерии кои имаат капацитет од 35 киловат часови, што би било доволно, како што велат во Honda, за поминување на 400 до 500 километри во нормални услови на возење. Исто така Honda нуди 3 типа на напојување на батериите, кои ќе овозможат не само квалитетно, туку и брзо полнење на батериите кои се наоѓаат испод возачкото седиште и се простираат се до испод совозачките седишта. На име на тоа, Honda нуди исто така и регенеративно полнење на батериите, што означува еден нов почеток за оваа јапонска марка.
Треба само да напоменеме дека Honda е единствената јапонска марка која излезе со свој штанд и воопшто со нов модел во Франкфурт. Да се изразам во манир на туристичка агенција, Форд во последен миг уплати да биде присутен на Франкфуртскиот мотор шоу. Првиот новитет е новата, потполно новата генерација на Куга, која, како што гледате, ќе има plug-in технологија. Форд исто така настапи со ново спортско корисно возило, но со старо име. Името Puma е познато и беше најмалото купе базирано врз основа на Fiesta. Но денеска гледате дека тоа купе прерасна во мало спортско корисно возило кое ќе се продава по цена без данок околу 20.000 евра. Значи во Македонија би требало да биде некаде околу 25.000 евра, но не во ST-Line изведбата. Explorer, осем во Америка, се враќа и во Европа. Еве новата генерација на Explorer. Неговиот дизајн е во најмала рака кажано чуден, но и тој, како и Пумата и Кугата, ќе имаат plug-in технологија. Explorer е логично продолжение на офанзивата на Форд по прашање на спортско корисни возила. Пред 2 години го прикажа моделот Edge, а денеска Explorer се нуди на европските купувачи. Explorer со својот дискутабилен дизајн има импозантни димензии и тој може да биде во класата на поголемите спортско корисни возила, но за него по него. Новиот Рено Каптур во Франкфурт покажа дека во секој поглед е посовремен и побезбеден од претходникот. Тоа треба да го задржи на европскиот врв во својата класа, заради што и нема големи корекции во дизајнот. Вистинските измени се во внатрешноста, која многу наликува на онаа од Клио. Доминира трендовската опрема, од која французите посебно го истакнуваат унапредениот инфозабавен систем. Заради употреба на повеќе челик со висока цврстина и алуминиум, за просечни 40 килограми е полесен. Моторизацијата не е во целост обелоденета, но известно е дека ќе биде позајмена од Клио. Тоа значи бензинци со моќност помеѓу 95 и 155 конски сили и дизели меѓу 75 и 110 коњи. Како и претходникот, погонот на сите тркала нема да има. Него ќе го добие во хибридна верзија која ќе вработува 2 електромотори. И кон темелната прошетка и рапорт од Франкфуртскиот мотор шоу, дојде време да се збогуваме со вас до следното издание на Автомагазин. Општиот тренд во автомобилската индустрија не е само дизајнот, туку и електрификацијата. За волја на вистината, кинеските производители се многу агресивни и настапуваат на европското тло. Еден од нив е Гили, но има и многу непознати кои нудат електрификација, потполно електрични возила, кои ќе бидат, барем како што изјавуваат нивните менаџери, далеку поевтини од американските и од европските изведби на електричните автомобили. Еден од адутите е тоа што кинезите имаат извонредно развиена индустрија за батерии. Франкфурт Мотор Шоу успеа да ја задржи круната на својата глава. Тука изоставува 20 производители, 20 брендови, но сепак сите оние што беа тука покажаа дека иднината на автомобилската индустрија е електрификацијата. Без оглед дали се работи за возила кои ќе имаат електромотор и батерија, без оглед дали тоа ќе биде
хибриди или плагин хибриди или пак оние кои ќе бидат развиени во финална фаза во следните 10 години, а тоа се автомобилите кои употребуваат водород. Водородот е развиена технологија, но инфраструктурата е проблем. Наскоро ќе биде и тоа решено. Ви благодарам на вниманието и следната средба е за 7 дена до гледање.